јас ти избунив малце, ама нема гајле. Кај си бе, цвер? Шо преш? Ишто. Те неам видено, знаеш од кога? Од на Илинденски го тропаше толкав кој ше стапанчето напред. Така. Прв инструмент ти е тапано? Прв инструмент. Бошу, ама гледам се, машала 200 инструменти имаш дојсено. Колку години имаш прва те прашам? 13. 13. Колку инструменти свириш на 13 години? Па повеќе инструменти свирам. Машала. Ја да ти кажам, само клавир знаев да свирам тогаш. Тек тук по нешто вака да потропнам, ама дали дека нижо музичко учев, не знам, ама основен инструмент ми беше и нема време за ништо од тие класичните композиции што и вежбавме. Одиш ти музичко, учиш или? Одам на нижо музичка. Браво, на кларинет си таму? Кларинет. Кој ти е професор? Димитар Трајковски. Поздрав, голем поздрав. Поздрав до професор. Од кај се роди кај тебе љубовта кон музиката? Ти те гледам дека значи не што ти е мерак, јас ти велам не мораш да пумпаш, не, ќе надувам ова, ќе направам толку што ти онакво. Од кај се роди желбата за музика? Имаш музичари дома или? Татко ми и чичко ми се музичари. Кој ти е чичко вака како да ми е познато, како да ми звучи ова чичко ми? Стив Штуревски. Голем поздрав. Да го поздравиме Стив. Бошу, значи ти идиш уствари од музичка фамилија, скроз. Да. Шубо. И те фати кеф од мал и рече, прво, одум ќе ви извам со тапано дома, па после друго ќе учам од инструменти. Првен со тапанот почна. Како, од кај ти дојде љубовта за тапанот? Имаш некој тапанџијан из дома или така ти дојде тебе како дете, прво го виде тапано и рече, ова ќе отропам? Татко ми е тапанџија. Татко ти е? Да. Значи си повлеквато Да. од дома да речам. Шу. Браво. Значи тапан, кларинет, гајда свириш, знам, кавалче, еве го кавалчето, зурла ми се чини видов негде тука во студиото. Да. Друго нешто свириш? Ти сите за да ги свири веќе. Тропам и джез тапани, тарабука, знам хармоника малце, Браво. синтесајзерче. Браво. И тамбура знам да свирам. Шу. Бој, на 13 години. За мерак. Браво, еве те нораче од тука, алалда ти е како си успел да ги совладаш сите инструменти. Оти знам дека сите се различен тип надување имаат, различен прсторет да речам. Амбажурот, да. Шо уствари те натера кларинетот да го учиш толку поќе од другите? Имаш некоја желба таква, поубав ти е звукот или шо те привлече толку кај кларинетот? Па кога слушнав звукот, ме натера за да свирам кларинет. Шубо. И многу убав инструмент ми е кларинет. Убав е, вистина, мек звук има луѓе што кога ќе речат кларинет, саксофон, саксофонот поќе е демек посилен е за онаква беда, ама кларинето има многу мек звук, убав за слушање, мило звучене. Да. И поблизо ке на нашата, да речам, народна музика. Да. Кажи ми, во кое друштво свиреше? Имам заборавено, ти кажем. Знам дека ти има видено дека тропаш со некое друштво. Со кое друштво беше? Афа Гоце Делчев. Гоце Делчев, поздрав и до нив. Голем поздрав и до наставникот. Така, до главниот. Значи ти уствари и друштва, и школи, и све си имаш. Музиката ти е онака љубов скроз. Да. Дали има некој оро или некоја вака мелодија што ти е ептен при срце, да речам, од нашите, од македонските, што би сакал да исвириш сега? Па, има поќе. Има многу, Ти ако ти речам сите ќе ги свириш, те гледам расположен, ми само не знам дали јас можам да те пратам. Што сакаш да направиме нешто сега експериментално? Те јас не сум многу во тексо, мислам, треба може да поќе да бидам, ама од секојаш сум бил поќе по популарната музика и сега малце се навраќам на нашето, така што ќе пробам да те пратам, ама не ти обеќам многу. Што сакаш да направиме? Па, можеме пембе да го свириме. Може.
Се снајдов на крај, добре, малце ја закашкав на средина. Не го знам тој да го немам слушнато вака, не ми дојде ич. И си вика, мај ќе поќутам малце, полювкав малце, си вика, мај почекај, ќе слушниш негде кај што ќе ти дојде познато. Шубо, многу ми е јако да ти кажем искрено. Нашата народна музика, мелосот наш си има некој посебен вкус. Дали дека наше, дали шо е работата, не знам. Ама ете, пример, има и линденски денови, гледаме од сек да идат луѓе и секој си има нормално своју бајна, ама нашето некако го ќе удри, поинаку делува. Особено вас кој ве гледав со Гоце Делчев, кој се соберевте сите со тапани 200 таму течиња, и го ќе удреа тапаните и некако, не знам, ударен инструмент е тапано, и го ќе тропни тапан, тоа е, знаеш, крвта ти зоври на македонското. Кажи ми сега, музичко, предпоставувам си учиш класика. Да, класично. Кларинет. Планираш средно музичко да одиш? Да. Факултет, нешто таква работа имаш план или планираш средното, па после ќе видиме кај ќе онде приказам. И факултет? Да. Шубо. Ама како да слушнав нешто дека и бенд како да имаш на 13 години. То ми е многу јако, браво. Јас од нашите генерации обично ретко кој на 13, 14-15 почнувавме полека со бендоите, од средно да речам, ама на 13 имаш бенд, браво, сколку души сте? 4. Кларинетче, армониче, шо имате друго? Тапани? Да. И бас нешто? Или... Не, немам. Шо имате? Кој ви е четвртиот член? Шо ви свири? Брачет ми. А пеачо! Да. Браво. И си терате и акустично и со звучење и секако си одите. Да. Шубо. А брачет ти ви е најстара, мислам шо години сте другите? Брачет ти знам околу 19-18. Ти имаш 13, другите измеѓу негде, предпоставувам. Сигурно нема некој помал. Другар ми што тропа на Тапан има 9 оделение. Шубо, бендче да си имаш од мал. Уште име немаме смислено. Има време. Вие почнете свирете си сега, терајте си свирчиња, друго да ги си дојди само. Шо носиш друго од инструменти? Носеше нешто, дуваше преге таму, гледам. Има некој јагне нешто позади. Гајда, гајдуле, шубо. Ќе го маниме гајдулето? Шо ќе ни свириш со гајдата? Ова емисија цела на свирење ќе маниме. Нема проблем. Уствари, кажи ми прво како дојде да научиш гајда да свириш? Од кај ти дојде идејата или ти рече некој дека треба да научиш? Па, на Игрорна, Теодор Грујовски свири гајда, голем поздрав до него. Го гледав како свири, ми дојде и мене желбата да научам гајда. Сика, шо само ти ќе свириш и јас ќе ти свирам сега. Шу, и сам се научи или ти покажуваше нешто, Сам Теодор? се научив. На кавал сам се научив. Браво. Не тие игрорните се за ова работа, стално викам, општо за дружење, за играње, за
знаеш, за научување инструменти, кој ќе си таму во дружбата, сакал некел ќе научиш и гитара, и армоника, ќе научиш се што има таму, ќе те фати мера, ќе свирниш. Саеш да ни свирниш нешто со гајда, што свирите со гајда, уствари? Те би сакал весела гајда. Може, само аз дали ќе знам да те пратам, не знам. Да земам тарабучето, да? Ти земам тапанчето, ама кюзен што ќе истропам порно со тарабуката. Дај ти дувни, па јас ќе видам дали ќе те најдам, уствари може и че да видам со гитарчето прво. Tego gajdulето позади. Најтешкиот дел е ова дувањето уствари. Бој, ми дојде да се напијам од соко, човече. Шу, мислев нема да знам да пратам, после ми текна дека гајдата нема некоја филозофија, веселата гајда во акордите да речам, пошто сакал некел басо позади, а го свири. Да. Многу интересен ми е инструментот овој, гајдата е тешка вистина за дување, да. Мачна е. Ама... Треба и да се мачка со крем, да се онакува, заоти ако не се мачка сува ќе биде. Кабе, имаме убави инструменти, имаме убава традиција, имаме, само што не знаеме многу да се негуваме, затоа бендисва вака кога има млади деца што го сакаат овој начин на музика, праење и свирење
и што го негуваат. Многу ми се бендисва и затоа ми е мерак, затоа кога ми пиша реков обавезно ќе направиме, пошто не знам, ми фали ова некако. И на телевизија има народна музика, не дека нема, ама некако истото па истото се врти, знаеш. Никој не дава шанса некако на нови деца, млади, а треба, ова треба да се промовира. Кажи ми, пошто си сакаш сите подеднакво инструментите, во бендот свириш кларинет, предпоставувам, ги носиш овие другите понекогаш така за да направиш галама за мерак за нешто или ретко се годи? Ако има потреба, ја носам гајдата. А кажи ми, меѓу зурлата и гајдата, што ти е поинтересно за свирење? Оти зурлата исто ударна, ма некако мене ми е многу дречлива како звук. Ова ми е помеко некако. Што ти лепи тебе поќе вака музички? Па и двете. Двете? Зависи за шо речи. Двете си имат место. Друго што ќе свириме, кажи ми се, ти гледам многу инструменти имаш, дај да ги искористиме како што треба. Ајде, што Што било? сакаш да направиме са со кавалчето нешто да свирниме? Што би ми свирил со кавалот? Па 25-орка. Ор. Може, само на неа ќе те остам сам. Оти 25 некако многу ми звучи како бројка, а не ти загрешам нешто. Јас ќе си ти свири, јас ќе пијам сокче. Ај зубо зарно. ќе ти ја измешав скрос ако почнев да те пратам. Си пробав кај што ми звучеше полесно нешто да те пратам, ама иначе многу јако ми ова како се вика кавалчето. О, твое? Да. Мислам од наигрорната. Од наигрорната, ќе те прашвав кај го имаш, кој ти го има направено, ќе те прашвав. Наставникот ми го даде за да си вежбам дома да се свирам. Шубо, браво за наставник. Ти 100 кавали има наигрорна. Браво за наставник. Алалда му е со која како се вика, со кој ентузијазам си ја работи работата. Мене наставникот дедо ми е. Да? Да, на мајка ми му е стрик. Браво. Браво. Алалда му е, да ти кажам искрено, го гледам секоја година, стално весел, стално расположен со децата со него. Дали децата му дават та енергија или таков си е го човек, не знам, ама стварно е, стално е расположен, стално галама да направи, ете си има инструменти, си ја тера работата, браво. Браво, шубо. Те фаќа вака кога ќе видиш друг инструмент што го немаш свирено, си велиш дај да пробам да ова да го свирам. Саксофон. Саксофон, а? Имам пробано саксофон, ама потешко е малце. Потешко, различно е, различно е. Јас многу кога ќе речат луѓе, ако знаеш кларинет, ќе знаеш и саксофонове. Не е исто. Не е исто, имам бажуро е малце поинако. Да. Дај да направиме уште нешто со тапанчето и да да касниме нешто, јас огладнем да ти кажам право. И јас. Огладне и ти? Да. Што ќе ни стропаш со тапано или ќе ни маниш некој микс тука не ти се меша мич, ќе седам само и ќе уживам,
име што ги ни строи. Бо. И тапанчињата ви ги дават таму исто на игрорна или ги Овој правите? тапан татко ми го прави. Татко ми прави тапани. Браво. Имам уште еден тапан поголем, ама го зеров за емисијата овој помали. Арно направи, ти кажам, овде ти пукневме микрофоните инаќе со поголемиот. И овој машала гласен. Би било убаво да посвирим уште малце на многу долга емисија да и се направи и му се досадиме на луѓето и речат, ама новие гладни не остаја, шо е ова работа. Дојме да јадиме, да те поздравам уште еднаш, да си го тераш музичето, одлично ти оди. На 13 години ретко кој знае да свири еден инструмент, камоли поќе, да си ја продолжиш и дај Боже да имаме понатаму вака уште емисии, да имаме причина да идиме, да свириме, да правите песни, да си свирите со бендо и се што сака да си правите. Фала ти што ми дојде. Фала на поканата. Нема за шо, брат, и фала ви вас што сте тука и што не гледате и што не трпите. И се надевам дека ви беше лабаво. Ако не ви беше лабаво, јас се извинувам, ма мислам дека убаво си олабајвме и мислам дека пак би дошле наредна недела во 18 часот. Мислам, ако ви е лабаво, ако не, да сме здрави и живи. Толку од нас поздрав и имајте убав ден.